сум доктор Шокаровски Харалампие, директор на јавната здравствена установа Свети Еразмо Охрид. Ние како ортопедско-травматолошка установа заедно со Центар за рехабилитација сме презадоволни од добиената опрема, подпомогната од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската амбасада. Со новите апарати се врши заокружување на еден процес на рехабилитација на нашите пациенти кои се оперирани во нашата институција пред се, од ортопедско-травматолошки карактер, исто така и на пациенти кои што доаѓаат амбулански се третираат во нашата установа. Од хидротерапијата доста помага во третманот на спортските повреди, како и покасниот третман на пациентите со вградени имплантати и ендопротези на колки колено. Така да со оваа помош вршиме заокружување на еден цел рехабилитационен процес кај пациентите од поширокиот регион, од поширокиот југозападен регион, како и пациенти кои што доаѓаат од другите градови специјално за вршење на оваа терапија во нашата институција. Во соработка со швајцарската влада, ние во болницава успеавме да го реновираме базенот, односно да продолжиме да го користиме, кој беше во прекид неколку години. Со нивна помош исто добивме и 2 галвански кади, како и лифт, со кој е овозможено пациентите кои имаат невролошки проблеми, проблеми со одењето, да може да ја користат водава и бенефитот на хидротерапијата. Исто така, во овој базен рехабилитираме деца со сколиоза, како и група со церебрална парализа кои го користат малиот базен. Изразувам голема поддршка и благодарност кон Министерството и владата на Швајцарија, кои претходно инвестираа во нашата установа. Сега работиме со полн капацитет и пружиме огромна и врвна услуга и третман на нашите пациенти. Со набавката на новиот апарат за криотерапија и дополнителната опрема, значително се скрати времето на рехабилитација за нашите пациенти. Воедно со набавката на хидрауличниот лифт, значително се помогна на пациентите кои имаат потешкоти при движењето. Сега Свети Еразмо е препознатлив како регионален центар за физикална терапија и хидромасажа кој работи по сите стандарди. Неспорно е дека најголемиот бенефит од овој проект што го имат пациентите, но сакам да потенцирам дека имплементацијата на овој проект има големо регионално значење, национално значење и меѓународно значење, бидејќи пациентите кои се третираат во оваа институција Свети Еразмо доаѓаат од целиот југозападен регион, од државата и од државите блиску до нас. Овој проект е дел од низата на проекти кои се финансираат од Министерството за локална самоуправа и владата на Швајцарија во насока на рамномерен регионален развој со цел подобрување на животот и стандардот на сите граѓани од државата. Со оваа последна инвестиција на Министерството за локална самоуправа и владата на Швајцарија, слободно може да се каже дека болницата Свети Еразмо доби современ центар за физикална терапија. Со ова, пациентите од Охрид, но и од поширокиот регион може да користат специјалистички услуги за лечење на болести кои се поврзани со моторните нарушувања по најсовремени стандарди. Охрид истовремено прераснува во центар на здравствениот туризам во регионот. Реализацијата на овој проект е уште една потврда за соработката помеѓу нашата влада и владата на Република Швајцарија во насока на инвестиции во сите региони во нашата држава, а се со една единствена цел, тоа е подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани. Инвестицијата во специјализираната болница Свети Еразмо им овозможува нова хидро и физикална терапија со најсовремени услови за спроведување на истата и во таа насока претпоставувам дека болницата во иднина ќе нуди и ќе го подигне и како квалитетот на услугите кои што ги нуди до сега. По таа насока би сакал да го поздравам и персоналот кој што работи во оваа установа, затоа што без нив квалитетот на услугите не може да биде на ова ниво на кое што е. What is key in this program is that we ask the citizen
and the municipalities of what they want to improve the quality of life of their citizens. And all the municipalities together decide what is their priority, and very often we have seen that priorities are either health, social services, or fighting fires, or taking care of the children. So it shows that when the states work together with the citizens, you can do a big difference. And I'm really happy to see that actually it brings tangible results for the benefit of the citizens. And I want to underline that this is due to the good collaboration between the ministry, the Embassy of Switzerland, the regional centers and all the municipalities, and of course the citizens.